Во битката со пандемијата речиси 10 месеца деноноќно се и матичните лекари. Тие ги водат болните од COVID-19, секојдневно контактираат со секој од нив, ги упатуваат на тестирање и дополнителни испитувања. Исто така одговараат на потребите и на другите пациенти, а се презафатени со административни процедури. Овој период примарното здравство е преоптоварено, вели координаторот на матичните лекари од Тетово, доктор Светлана Трифуновска. Еве скоро 10 месеца матичните работат деноноќно без ден одмор. Значи покрај редовната работа што се ја вршиме нормално во амбуланта, прегледи, интервенции, значи преку мој термин секој момент ги следиме. Тестовите на пациентите, кој е позитивен, кој е тестиран, дали има значи било каков термин за тестирање, и тоа беше проблем одреден период, знаете. Имаше и недостаток на термини за тестирање. Ги следиме деноноќно сите наши пациенти, по не знам колку пати се јавуваме, прашуваме како се. 90 и да кажам 5% може и повеќе од пациентите се третирани од матичните доктори, затоа што се со многу лесни симптоми, некои немаат симптоми. Значи клиничката слика дозволува да не морат да бидат испратени во болница и хоспитализирани. За да се заштитат пациентите, матичните продолжуваат да ги извршуваат и административните процедури за другите институции. Откако и повеќе оддели во болниците се пренаменија во ковид центри, тие ги покриваат и специјалистичките гранки. Пациентите вие нема кај да го испратите едноставно. Се е ковид. Значи и тој дел се трудиме да го покриеме во консултација со колегите, така да во овие вонредни состојби матичниот лекар е премногу оптеретен. Сите обврски што беа у фондот, почеток многу добро знаете дека ни фонд, ни сите служби не работеа, се идеше електронски преку нас. Документи, скенирање, боледувања, ортопедски помагала, се што постои преку мој термин, преку интернет успеавме да ги закажуваме. Значи тоа беше една и не беше, и покрај тоа што се вратија сите служби назад, обврските си остана како некој поедноставен начин еве да ги заштитиме пациентите, да нема групирања, да нема собирања, да нема изложување на ризик. Инаку вчера председателката на Сдруженијето на приватни лекари на Македонија Лилија Чолакова-Дервишова за МИА изјави дека матичните лекари се разочарани, зашто здравствените власти ги изоставиле од финансиската поддршка.